Операцијата Планинска бура била воена операција спроведена на 7 ноември 2007 година од специјалните полициски сили на Република Македонија против вооружена албанска група во Тетовскиот регион. Во 2007 година, вооружените албански групи ефективно контролирале области во близина на границата со Косово. На 10 септември, полициски командант и двајца полицајци беа ранети во Ваксинце при обид за апсење на Скендер Халили и Джеладин Хисени, двајца етнички албанци кои беа убиени. Групата Јакупи побегнала од затворот Дубрава во август со помош на одредени структури со цел да го дестабилизира регионот доколку преговорите за Косово одат во насока што овие структури не ја сакаат. На 1 ноември еден од избеганите, Џавид Морина, поранешен командант на албанската национална армија, бил убиен од непознати сторители во близина на Тетово. Јакупи, водачот на групата, се бараше во Македонија за напад врз полициска станица, за убиство на таксист и за ранување на тројца полицајци, како и за ставање под опсада на селото Волково и закана со бомбардирање на Скопје. Членови на криминалната група Јакупи исто така учествувале и во војната во Република Македонија 2001. За време на оваа акција председател на Република Македонија бил Бранко Црвенковски, премиер бил Никола Груевски, а тогашна министерка за внатрешни работи била Гордана Јанкуловска. Криминалната група била предводена од Рамадан Шити и Лирим Јакупи, познат како нацистот, вахабистички екстремисти и паравоени лица кои побегнале од затворот Дубрава во Косово во август. Акцијата била спроведена од специјалните полициски сили Тигар и единицата за брзо распоредување во селата Бродец, Вешала и Вејце, во близина на Тетово, почнувајќи од 7 ноември од 4 часот наутро и траела се до 14 часот. Акцијата македонските сили ја спровеле со логистичка поддршка од 3 хеликоптери на армијата на Република Македонија и со повеќе оклопни возила. Екстремистите кои најпрвин се наоѓале над селото, исплашени од жестокиот напад на полицијата, се засолниле во повеќе селски куќи и селската џамија, а потоа еден дел низ шумата пребегнал преку државната граница. Криминалната група била поразена, а сите полицајци кои учествувале во акцијата биле неповредени. Убиени се 8 лица, а уапсени 13, меѓу кои Хабит Ахмети, уште еден водач на криминалната група. Внатрешната истрага на Македонското Министерство за внатрешни работи заклучи дека употребата на огнено оружје од страна на полицијата била соодветна, пропорционална, оправдана и неопходна и дека приведените биле повредени додека давале отпор при апсењето. Одземено е тешко оружје и муниција.